Драги колеги, новините и планините, включително семейство Попови. Пред 10 години един мой повъзрастен приятел на една промоция ми покажа и е ставала много сензитивен, възможно за определени неблизки теми. В тази насока ми препоръча читане на веки подготвен текст, а не сборуване от права. Утро реших да я акцептирам неговата препоръка и от многото размисли, кои напнато и възнемирено се обидува да излизат на белината на денот и да не останат непромолчени, одвоих неколко из овој убав, благоприятен настан ги ставих на хартија. Монографијата Ѓорги Гого Попов од авторот Јован Божиловски е дело кое заслужува целоста почит и внимание. Тоа представува резултат на една сериозна, истрена и долгогодишна работа на хроничарот Јован Божиловски, кој успеал да собере податоци за животот и остварените дејности на човекот кој има реализирано високи достигни во активностите кои според нивната содржина се поливалентни и повеќе слојно структурирани. Токму поради таа различност и би рекол сложеност, коректната и вравнотежена презентација е една од квалитетите и убавините на оваа публикација. Пред нас е монографијата за еден човек, кој благодарејќи на трудот на Јован станува дел од нашата пишана колективна меморија. Овој пат систематизиран и многу подостапна за користење со можност да се вратиме во годините назад и да се збогатиме со сознание за луѓе и настани кои во најголем дел ни се непознати. Јовановата нарација во делото е мирна, ненаметлива, непретенциозна. Тој не сека да биде панагиричен, но ниту премногу да воспева. Успешно реди факти, оставајќи простор за размисла и заклучок за секоја напишена мисла и објавена фотографија. Едноставно, тој создаде дело за полесно пометање на фактите, луѓето и настаните од едно минато време. Јован успеал во една работа, фотографот, планинарот, уметникот и скијачот Гого да го интерпретира преку нарација и реминисценција на познавачите на определени теми и настани, со што читателот има чувство на потенцијален учесник и негов собеседник. Читајќи ја монографијата, човек не може да не забележи не беззначајна ниша која ги спојува Јован и Гого. Се надевам ќе се согласите со мене. И двајцата се трудолюбиви персони кои секогаш сакаат да постигнат нешто повеќе, а искуството и знаењето го споделат со друг, што не е мала работа. Она што сепак посебно ме импресионира како ново сознание е работата на Гого Попов како фотограф во Централниот завод за заштита на културата и природните реткости. Прочитав податок дека тој, заедно со Коста Балабанов, фотографирале и обработиле над 20.400 икони, неколку стотини негативи, фотодокументација од бројните музеолошки предмети. Наоѓам дека овој сегмент од работата на Гого Попов е вреден за подетално проучување и зошто да не е нова публикација на Јован. Нешто што без дилеми секој од нас го има кога ја следува оваа монографија, посебно е восхитен со неговите фотографии. Фотографијата е уметност на мигот, омеѓена, светлина, врамени сеќавања или како и да минувате. Попов нив ги работи во стил на вистински мајстор, но и љубеник во природата. Неговите дела можеме да ги ставиме во групата на документарни, уметнички, наменски, дидактички, експериментални. Нивна врзивна нишка е чувството за перспектива, структура, однос светло и темно и она што неговите фотографии ги прави сериозни и безвремени. Да, ми беше задоволство да се обртам, да споделам со вас некои мои размисли. На мојот почитуван колега, планинарот Јован Божиловски, и посакувам добро време на планина, спокојно обичате и забавија во семејството. Како и секако нова монографија за планинарскиот културни воден. На сите нас
нека ни чува Господ и нека ни дарува здраве и благодат.